во 11:55 го изгласавме дневниот ред, така да имаме 2 часа до 13:55 минути ќе трае институцијата пратенички прашања. Повелете, имате збор. Председателе на Собранието, колеги пратеници, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Имам 3 прашања кои денеска ќе ги упатам, како што каже председателот, до министерот за здравство, господин Арбер Таравари. Првото прашање се однесува за случувањата крајот на минатиот месец во клиниката за онкологија. Можеби ќе речете дека ова прашање на минатите пратенички прашања беше поставено од колега од позицијата, но сепак сметам дека ова е прашање кое треба да ви го упати опозицијата. И затоа денеска прво прашање кој ќе упатам јас до вас се однесува токму на случувањата во онкологија. Се случи една хуманитарна катастрофа, недостиг на биолошка терапија на клиниката за онкологија на сметка на човечки животи кои директно зависат од неа. И не треба јас вас да ви објаснувам што значи биолошката терапија. Вие знаете многу подобро од мене, но за жал тоа го знаат и многу семејства кои се судруваат со таков проблем. Учат многу повеќе од она што животот треба да им даде како знаење заради болестите кои ги доживуваат во сопствените семејства. И знаат многу добро што значи оваа терапија, затоа што според Светската здравствена организација редовен пристап до онколошка терапија, поготово биолошката, го зголемува преживувањето на пациентите од 30 до 40%. Во нашата држава се соочивме со системски пропусти кои ја загрозуваат оваа шанса за живот. Тоа не смееше да се случи ни 10 дена. И дадовте пред 2 дена некаков одговор кој мене сепак ми остава простор дека не е кажано се. Велите дека сте сигурни дека веќе има терапија онколошките пациенти и дека дисперзија веќе мора да функционира, значи во Битола, Тетово, Штип, 8 септември ќе мора да се дистрибуираат и веќе ги имаат терапија, но нити збор за тоа кои видови терапија фалеа, во колкав обем, колку се пациентите кои не добија терапија. Не добивме ништо. Што се случува? Дали пресметавте добро од сега натаму да не ви се случува? Дали имате решение што ќе се случува понатаму? Дали предвидовте какви се зголемувањата на бројот на пациенти кои на годишно ниво имаат таков проблем? Факт е дека повеќе од 10 дена онколошките пациенти беа оставени без животно потребната терапија. Одговорот, како што ви реков, не е задоволителен и затоа ќе бараме од вас да дадете малку повеќе информации за се што се случуваше овие 10 дена, без изговори, затоа што 8 месеци, а и 2 години претходно дека на власт беше ваш министер за здравство, не е мал период и вие треба да имате јасна визија, а спротивно на тоа вие покажавте неспособност да ги обезбедите тие лекови и тоа е факт. Тоа кај многу луѓе предизвика стрес, предизвика загриженост, предизвика болка дополнителна, затоа што знаат оти секој ден исклучително важен за нивниот живот. Се кажа и до сега многу изговори во јавноста, дека имало административни пречки, дека немало регистар на лекови, дека не се знаело за колку точни пациенти треба да се обезбеди лек. А прашањето е зошто? Зошто тоа не успеавте да го направите? До сега не слушнавме системско решение, нити одговор на прашањето зошто тоа се случува, нити што во иднина точно конкретно планирате за да бидат овие пациенти растеретени тоа дека некогаш повторно ќе им се случи. Ако клиниката за онкологија нема прецизна слика за потребите на лекот, зошто се чекаше толку месеци со тоа да се направи регистар? Предпоставувавме дека веднаш со влегувањето во клиниката вие тоа можете да го направите. Верувам дека сте се запрашале, но и јас ќе ве прашам. Дали знаете како овие луѓе се чувствуваат, чиј живот секоја минута е врзан
со добивањето на лекот. И дали знаете дека секој ден одложената терапија представува нова болка за сите тие граѓани. Ове го кажувам затоа што сметам дека оваа хуманитарна катастрофа на онкологија и голгота низ која поминуваат пациентите мора да има политичка одговорност. Од оние кои што управуваат со клиниката и со здравството и не презеле доволни мерки да обезбедат лекови на време, здравствените услуги и услугите кои граѓаните ги добиваат во нив се огледало на тоа дали некоја влада или дали некој министер успел или не. Она што се случува на клиниката за онкологија, верувам, ќе се сложите, не е само здравствен скандал, овој случај е поткопување на довербата во инструментите и воопшто поткопување на довербата во здравството. Моето прашање до вас, министре, е како најповикан, зошто дозволивте да нема лекови и кој ќе ја понесе сега одговорноста за тоа? Моето второ прашање е исто така поврзано со здравството, бидејќи здравјето на граѓаните за сите нас е најскапоцено. Во изминатите 8 месеци, наместо спроведување на реформи и подобрување на здравствените услуги, односно генерално од целокупниот здравствен систем, она што можат до сега да го видат граѓаните е здравствен систем кој е пред колапс и во тотален хаос, нема лекови, дечиња умираат на клиниката за детски болести, има недостиг на кадар и квалитетна здравствена услуга. Во време кога во светски рамки галопирачки се развива здравството, нашата статистика лани за само 6 месеци регистрираше 19 починати доенчиња и 1 петогодишно дете. Ова не се само бројки или статистики, ова е трагедија, ова се пред се непочнати детски животи. Деца умираат откако беа одбиени за хоспитализација во клиниката на детски болести. Видовме дека се покренаа постапки и казни на дел од случаите, но ова се задоснети реакции. Тоа не е доволно. Ниту една казна не може да врати живот на едно дете. И затоа моето второ прашање, господине министре, дали ќе побарате помош од странство? Ќе повикате ли стручни странски експерти да им помогнат на докторите од педиатрија ако вие со овој проблем не можете да се справите? Понатаму, хуманитарната катастрофа која ни се случи на онкологија, повеќе од 10 дена онколошките пациенти беа оставени, како што спомнавме, без биолошка терапија. Животот им беше загрозен на пациентите, додека во јавноста се слушаа разни обвинувања и неосновани изговори и оправдувања зошто таа терапија не постои. Последна во јавноста информацијата дека и лицата со хемофилија стравуваат дека ќе останат без потребните фактори за коагулација поради тоа што се уште тендерот за набавка не е распишан. Ќе треба да ни одговорите и на тоа дали е вистина дека во Струшката во Струга, каде што пациентите од диализа престојуваат по цел ден, се појавила шуга, а тоа се крие од јавноста. Сето ова е навистина неприфатливо. Ова слободно еден човек кој треба да побара услуга од здравствениот систем ќе го нарече злосторство против граѓаните, против секој од нас, и затоа одговорност мора да има. Овие трагедии не се изолирани инциденти, тие се само реална и тажна слика на нашиот здравствен систем за само 8 месеци, кога деца умираат од недостиг на нега, кога луѓето кои се борат за својот живот се оставени на милост и немилост, кога најранливите се оставени да се борат со сопствената несигурност, тогаш нема повеќе оправдување и мора да има решенија, затоа што добивте огромно мнозинство за да носите решенија. Ова решение пред неколку дена што го спомнавте не грее никој. Цело време говоревте за големи реформи во здравството, за нов клинички центар, а сега велите дека имате план општата градската општа болница 8 септември во Скопје да стане регионален центар. Нудите решение која не представува реформа, за жал, во здравството и нема да придонесе за подобрување на здравствените услуги. Како граѓанин можам само да помислам дека во таков случај може и да направите сегрегација. Дел од граѓаните да не можат да допрат до клиничкиот центар затоа што ќе бидат насочени само тамо во тој
регионален центар, така наречен. Во модерно време во ова време потребен е модерен клинички центар. Тој треба да обезбеди интегрирана и квалитетна здравствена услуга на едно место и тоа беше нашиот план, но за жал вие тоа не го дозволивте, а сега гледам таков план сериозен. Благодарам. Пратеничката Сонја Мираковска постави две пратенички прашања до министерот за здравство. Елјус Го молам министерот Арбен Таравари да